Елизабета Шелева заедно со Ферид Мукич и Славе Ѓургодимовски беа членови на жирито за годинашните Рацинови средби. Па ќе може ли да ни кажете како течеше таа дискусија околу доделувањето на наградната? Пред се колку книги, колку автори се појавија во самиот почеток? Жирито работеше со вкупно 13 објавени книги проза и веднаш морам да кажам дека после првата наша средба, кога ги споредувавме впечатоците од она што сме го прочитале, суверено се издвоија два од понудените прозни наслови. Тоа беше романот Вдув на Јордан Даниловски и Инсомнија, книгата проза на Димитрije Дурацовски. Сите наши следни средби практично се одвиваа во знак на една многу пријатна, но истовремено тешка, деликатна расправа околу тоа на кој од овие дела да квалитети, книги кои што поместуваат одредени стандарди во прозното творештво кај нас, книги кои што се показател на доследноста на нивните автори. Да подсетам, тоа се автори кои се кај нас веќе подолго време присутни, кои секој од нив има создадено препознатлив поетички клуч и принцип за своето творештво. Ова инаку е на Јордан Даниловски прва прозна книга, меѓутоа независно од тој факт се работи за извонредно дело, а истовремено се неспоредливи, затоа што едната книга е создадена, да речеме, во еден храбар експериментаторски дух, во кој што се испреплетуваат жанровите, се испреплетува приватниот тон со она што представува епохална драматика, тоа е книгата Инсомнија на Дурацовски, додека другиот романот Вдув од Даниловски, например, е создаден во еден поинаков клуч. Тој се занимава со некои одредени метафизички проблеми, например, на дефинирање на себноста, на уметничката традиција, на осаменоста и така натаму. Значи, нашата одлука на крајот на криштата се сведе на сознанието дека не би можеле да пресудиме или да пресечеме околу сето тоа. На крајот на криштата уметноста не е нешто што може квантитативно да се мери, да се проценува и вреднува, и затоа решивме да му предложиме на управниот одбор годинава да има двајца добитници и рамноправни носители на оваа награда, а управниот одбор реши според статутот и правилникот на манифестацијата Рацинови средби да биде наградено делото Инсомнија од Димитрije Дурацовски. Дали во тој контекст, бидејќи веќе е разречена дилемата кој ќе биде носител на Рациновото признање, да споменете каква е самата книга Инсомнија која што го доби признанието? Книгата Инсомнија е навистина едно ретко дело, кое што е тешко да се именува на еднозначен начин. Имено во неа се преплетуваат повеќе жарови, тоа на еден виртуозен начин. Тука е жарот на дневникот споен со есеистичката рефлексија, споен со расказ во расказот, споен со возбудливи цитати, кои што, да споменам, не се само текстуални цитати, туку и визуелни цитати. Има едно исто така возбудливо интермедијално крстување. Не само на жанровите, туку и на различните уметности. Просто е направена една интимна панорама на сите оние уметнички остварувања и имиња кои што биле значени за авторот на оваа книга, а истовремено и пресек на сите драматични случувања, бидејќи ова е книга поврзана со 1999 година, година во која Балканот уште еднаш го протресе една силна војна и едно насилство на кое што сите реагиравме, така што се работи за една книга во која возбудливо пулсира
и со времието, со сите негови противречности, но и она што се нарекува уметничка и културна ерудиција. Истовремено, ова е нешто што е препознатливо како дело за авторот Димитрија Дурацовски, кој што е еден од ретките кај нас писатели со толку ригорозен, доследен и строг кон себе критериум. Тој не е можеби во онаа плејада на многу медиумски експонирани, извикани автори, но тоа воопшто не значи дека неговите квалитети се затоа помалку важни и